Го следите на делното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е претседателот на Демократскиот сојуз и пратеник во Собранието на Република Македонија, Павле Трајанов. Господине Трајанов, претпоставам ги слушнавте материјалите што ги објавува опозицијата. Какво е вашето лично мислење? Креирани се тие материјали? Мислам дека се работи за материјали добиени преку системите за прислушување и тие се основа за да се преземе на темелна истрага. Значи, јавниот обвинител мора да спроведе една обширна, јавна, транспарентна истрага и тие информации кои што се презентирани на еден или друг начин да ги документира. И зависно од тоа дали тие ќе се покажат како точни информациите, да спроведе соодветна постапка. Се основа за проширување на активностите на јавниот обвинител или продлабочена истрага. Инаку нема сомнение дека се работи за автентични материјали и тие материјали треба да бидат, како што нагласив, на една сеопфатна анализа. Бивте министер за внатрешни работи, а дел од својата кариера имате изградено во структурите на МВР. Можно ли е според вас некој со години поред да прислушува за тоа да не знаат раководните кадри на МВР? Значи, сега е дилемата околу тоа дали постојат странски сили, странска држава која што сака да разнебите Македонија по сите основи, вклучително да го загрози територијален интегритет. Мислам дека проблемите се домашни, автентични, македонски проблеми и ние треба да најдеме сила со овие предизвици да се соочиме и да направиме се за да се расчистат докрај работите. Значи, според досегашните информации со кои што ја информира јавноста, повеќе од јасно е дека системите за прислушкување на Република Македонија се злоупотребени или употребени, така да одговорноста паѓа на власта, бидејќи државата е таа која што мора да има контрола на тие системи, а уште полошо доколку граѓаните не се заштитени од странски, да речеме, разузнавачки служби, да можат тие да не сите прислушуваат. Дали ако бевте вие на местото на Гордана Јанкуловска, ќе си поднесевте оставка од позицијата министер за внатрешни работи? Знаете, мислам дека полека е нагризен интегритетот на повеќе министри, вклучително и на министра за внатрешни работи, и тоа е личен чин оставката. Доколку некој чувствува лична одговорност од морални причини, тоа треба да го направи. Во спротивно, мислам дека парламентот треба да отвори расправа, сериозна расправа и да утврди степенот на одговорноста на секој носител на јавна функција и да донесе соодветни заклучоци. Ние мораме да го расчистиме докрај овој случај или оваа мега афера, за да не се повтори никош повеќе. Значи, ние постојано имаме злоупотреба на овие системи. Од 90-тите години наваму постојано имаме и никогаш докрај не сме ги расчистили. Знаете, овие работи се специфични само за авторитарни држави. Тогаш кога тој што практично ја води државата сака да има информации, да налезе во интимата на секој граѓанин, на секој носител на јавна функција, и мислам дека тоа е погрешниот пристап и резултат на едни такви, да речеме, такви начини на таков начин на владење се случуваат такви работи. Дел од материјалите што ги објави опозицијата, како што тврдат, се од периодот пред изборите во 2011 и во 2013 година. На парламентарните избори во 2011 вие настапивте како дел од листата на ВМРО ДПМН. Сметате дека вашето место е честно добиено во парламентот? Значи, генерално гледано, прво, мислам дека апсолутно немало никаква потреба од кршење на изборните правила. Секој што ги кршел тие правила, што вршил притисоци или пак, не знам, штанца лични карти за да обезбеди поголем број на гласачи, мислам дека апсолутно направиле голема грешка. Нити имало потреба, бидејќи кампањата Демократскиот сојуз што ја водеше заедно со другите коалициони партнери, зборувам за оно што ние бевме информирани, беше сосема согласно постоечките правила, законски прописи. Така да апсолутно не чувствувам одговорност, нити па ја нарушен мојот легитимитет
или легалитет како пратеник во парламентот, затоа што некој друг се дрзнал да ги крши правилата. Тоа не го поддржувам и затоа барам јас сосема јавно повикувам работите докрај да се расчистат и сите оние што се инволвирани, ако се докаже тоа во една законска процедура, за тоа треба да сносат одговорност. Јас длабоко сум убеден дека без тие малверзации, дека коалицијата за подобра Македонија ќе однесеше победа. Секој пратеник што се кандидирал има договор со насечката партија дека треба да остане во коалицијата. Ова е ваша изјава од пред неколку години. На така наречените миници ли мислевте со ова изјава? Значи, сите политички партии во коалицијата имаме договор за заеднички настап. И има одредени обврски кои што ги преземат политичките партии, сите заедно. Тоа сосема е известно и јасно. Така да, но нема таква уставна, законска обврска да се наметне спрема било која политичка партија или било кој пратеник. Значи, позицијата или функцијата пратеник е неотповиклива. Не може никој да го тргне од таа позиција, освен сам ако не си поднесе оставка. Оставката се поднесува лично на седница на парламент и може пратеникот да образложи зошто поднесува оставка. Се друга се можни спекулации или злоупотреба на целиот систем. Така да, мислам дека околу овие прашање сосема е јасна и не треба јасна ситуацијата, не треба да има дилеми. Партиите самостојно одлучуваат во каков договор ќе влезат за заеднички настап, кои обврски ги преземат, како ќе се води кампањата, кој ќе ги сноси трошоците и се разбира дека тука има обврски на сите политички партии. Слободни ли се пратениците од водачката коалиција да ја напуштат коалицијата кога сакаат и да отидат во... Апсолутно. Демократскиот сојуз има стратешки договор, подпишано стратешка повелба со ВМРО-ДПМН на некои основни принципи, владење на правото, евроинтеграцијските процеси заедно да се движиме кон Европската унија, НАТО му ефикасна, ефектна борба против корупцијата, криминалот, против тешките облици на криминал, слобода на медиумите, трансформација на судскиот систем. Ние на тие основи сме воспоставили соработка. И се дури тие се основни принципи за кои што сите се залагаме, таа коалиција ќе обстојува. Господине Трајанов, каде го гледате излезот од кризата сега? Значи, оваа криза, мислам дека ќе се продлабочува и оваа политичка борба помеѓу двете водечки партии, ВМРО-ДПМН и СДСМ, со своите коалициони партнери ќе продолжи. Ние сме сведоци на една војна во која што се користат сите можни оружја, но јас апсолутно се сложам да водат оваа војна политичките партии, оваа политичка борба, носителите на високи позиции во партиите. Клучен проблем за Република Македонија што оваа војна водат медиумите. Имаме ние силна пропаганда, манипулативна кампања. Граѓаните се во целосна конфузија, не се сигурни, поставуваат прашања за еднината на државата. Има стравувина дека што туку некој не дошол да нападне Македонија, дека ја разоруваат странски сили, странски служби, што апсолутно не е точно. Треба да се воспостави политички диалог. Треба да започнат политичките партии да разговараат и да изградат една платформа, стратегија како да се надмене ваквата состојба. Господине Трајанов, чувствувате вие лично таква закана? Јас не, лично не чувствувам никаква закана, но зборувам како граѓанин, како граѓаните како го чувствуваат тоа. Значи може утре, Зоран Заев на пресконференција да ви презентира разговори од приватниот живот. Нарушена приватноста, затоа што не само председателот на СДСМ, не само тој ги преслушал голем дел од материјалите, сега многу мина околу него зборуваат дека и тие ги слушале материјалите, што е апсолутно неприфатливо. Тоа е надвор од било какви цивилизацијски вредности да му навлегувате во интимниот живот на било кој, во приватните релации и да зборувате по рестораните на разни средби, дека вие знаете за тој, не знам какви релации има, што релации. Мислам дека за тоа, за таквата провала на овие материјали,
треба да сносат и тие што се вработени во МВР, но исто така ќе се сноси одговорност и тој што ги презентира. Бидејќи не е овластен тој да ги има тие материјали и со нив постојано да се заканува на секој граѓанин. Мислам дека тоа не е во ред и тоа мора да се реши системски. Господине Трајанов, ви благодарам на одвоеното време. Молим. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.